Блажевски Роберт прашува дали белиот леб е добар за консумација ако го јадеме во нормални количини. Роберт, има производи кои што одамна ги бие лош глас и конкретно за белиот леб тоа е така затоа што многу луѓе кога ќе посегнат по тоа дека почнуваат да се хранат поквалитетно со цел да намалат килажа или не знам затоа што сакаат да намалат масти, целулит и така натаму, најчесто што ќе ги слушнеш е дека почнав да исфрлам од исхраната леб благо и газирано. И тоа е супер и е во ред затоа што најчесто најголемите количини на шекер кои што ние луѓето ги јадеме особено во попладневните часови доаѓаат од овие три продукти и дополнително секогаш кога ќе имаме пат на шекер, кога ќе ни е потребна концентрација, кога ќе ни е потребна повеќе енергија, нашиот мозок препознава брзи шекери во 5 до 6 типови на продукти, меѓу кои што се и овие три кои што ги зборував. И да, тука е и лебот, затоа што тоа едноставно представува брз начин како да во крвотокот инектираш шекер, затоа што има висок гликемиски индекс самиот бел леб и при тоа брзо се метаболизира и брзо тој шекер се претвара во гликоза кој што ќе даде моментална енергија, но подоцна ќе биде проблематично. Работата не е дека белиот леб е проблемот, работата е што луѓето се оставаме во текот на денот со многу сиромашно нутритивна храна. Јадеме по можеби еднаш-два пати, имаме неквалитетни оброци и тоа сето произведува да ни се јавуваат овие потреби за теста и така натаму, за подоцна да ги ставаме во групата на продукти кои што не се потребни, кои што се лоши и кои што се непријатели за нас. Тоа воопшто не е така, затоа што доколку ти на крај на денот имаш добар појадок во првиот пола сат до сат од будење, доколку имаш редовност на оброци, доколку пиеш доволно вода, во тој случај ти ако во главниот оброк ручек имаш можеби не знам граф, леќа, боранија, грашок, салата, парче месо, нема никаков проблем да биде да изедеш и две парчиња бел леб, затоа што во тој случај телото многу поразлично ќе се однесува, многу поразлично ќе бидат обработувани тие шекери и многу поразлично ќе влие на нивото на шекер во крв и подоцна поразлично ќе влие на тоа дали ќе зголемуваш ти масти, затоа што ти во главниот оброк во ручек доколку вметнеш доволно хранлива вредност, тоа ќе значи дека и нема така брзо да се ослободуваат сите јаглехидрати кои што ги имаш во самиот оброк и од друга страна лебот кој што ќе го изедеш ќе поинаку ќе биде обработен. Телото има потреба за шекер и за мажи, да речеме негде количината општо прифатена е 120 грама, за жени е 90 грама. Значи тоа се некои општо прифатени тврдења кои што ги наметнала Светска здравствена организација. Така да не значи дека шекерот треба да се исфрли целосно од било каква употреба, од било каков продукт, туку само да се внимава со избирањето на изворите и да се внимава со количината и се разбира што друго освен тоа во текот на денот твоето тело го добива. Така да, еве и јас конкретно во денови кога можеби имам граф, леќа, боранија, грашок, доколку немам друг извор на не знам јаглехидрат, онда знам да каснам парче до 2 леб. Не е тоа најчесто белиот леб, но и кога е белиот леб немам грижа на совест или паника дека сум направил нешто лошо.